Завршувам со научените мудрости. Од сите ликови на вистината, најдрага ми е човечноста. Приказната за солидарноста, хуманоста, подадената рака секако дека е секогаш во основата. Нема некоја линија ни фиктивна, ни реална која што не двои нас со клиентите уствари. Ние сме заедно од едната страна и пробуваме да поврземе два паралелни универзума. Морам да признаам дека немав појма што ќе работам, немав појма со што ќе се соочам, немав појма кои се луѓево, затоа што се доста невидливи во општеството. Затоа што имаш една заедница која што да речеме смета дека нема права, дека дискриминира, дека стигматизира. Имаш една друга реалност, имаш институции кои што не отстапуваат од својата ригидност. Како помине време, толку си повеќе свесен дека работите не идат така лесно. Него имаш многу бариери, многу кочници, многу институции, така да за најмала промена е потребно многу време. Сведоци сме на многу случаи каде животи заминуваат поради тоа што институциите или самото општество нема начин како да се справи со употребите на дроги и со самата зависност. Она што мене ме прави среќна, колку и да звучи клише, е да направам некого друг среќен во таа насока, дека си направил промена во нечив живот, дека си направил разлика во нечие секојдневие. Тоа се нели мали чекори, меѓутоа мене ми се многу важни. И мислам дека она што ми се потврди после 10 години е дека стварно овие програми функционираат. Како психолог и како терапевт се залагам за успешни приказни, за водење на процес, луѓето да се справат соодветно со оваа зависност, но од друга страна пак како родител и тоа колку ми е важно да знам дека моите деца ќе растат во општество кое успешно се справува со овие проблеми, дека точно знае каде да интервенира за да децата бидат безбедни, бидат слободни, бидат сигурни да го поминат животот во оваа земја.